СВР Прилеп поднесе кривична пријава против поранешниот министер Миле Јанакиевски и уште 3 лица за злоупотреба на службената положба. Јанакиевски во периодот од 2007 до 2010 без одлука на владата, која била собственик на станови во така наречената пензионерска зграда во Прилеп, склучил договор за купопродажба на 2 стана со лицата кои биле корисници на становите по повластени цени и го оштетиле државниот буџет за 42.000 евра. Денеска е последниот ден од расправата по предлог законот за употреба на јазиците во Комисијата за европски прашања, за кога се најавени завршни обраќања на координаторите на 4 најголеми парламентарни партии, по што ќе се гласа. За време на претходните 2 дена се водеше жестока дебата меѓу власта и опозицијата за потребата од овој закон, за тоа дали тој треба или не да има европско знаменце и дали тоа ја загрозува позицијата на македонскиот како официјален јазик во земјата. Најмалку 8 лица загинаа откако ураганот Ирма ги погоди Карибите, оставајќи зад себе пустош и причини голема материјална штета. Речиси целосно се збришани островите Барбуда и Сент Мартин, а штетите се проценуваат на најмалку 10% од бруто домашниот производ на земјите. Поради ураганот, кој сега е во 5-та категорија, Трамп прогласи вонредна состојба на Флорида, Порто Рико и Девствените острови, каде се очекува да пристигне викендов.